Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Со големо задоволство би сакал да ви соопштам дека од ова утро јас и Ивица Боцевски се приклучуваме на иницијативата Рамо до рамо на СДСМ. Чекаме да ни ги сошијат црвените елеци, за не ни стигнаа ни ветија дека ќе ни ги пратат, но уште ги нема. Ljubčo, ja во нивни акции не се придружувам, па жив да ме дерат на плоштот. Ја те пазарив, па сега ти види. Не. Сега ми го строиш по пазара. Не. Мене ми рекла, ние ве примаме само топтан. Значи, пак ќе кажем, во моментот кога таа партија го изгуби своето асномско јадро, таму нема партија веќе. Не идеме у рамо до рамо. Ма какви? Значи види, жалосно е што по инерција еден дел од гласачкото тело во Македонија кој што верува дека постои се уште некој кој што го одржува тој асномски сон за Македонија е представено СДСМ, не е представено од нив. Они тоа го има заборавено многу одамна. Во моментов таму на позиција една генерација која што нема идеја за тоа каде Македонија треба да оди, каде треба да врви, како треба да се одржува, и тоа е проблемот. Пресериозно. А баш бевме прифатени како големо засилување. Ти види смешно е, сега искрени да бидеме, ајде сега, абе види, некој нив им рекол дека наводно овие идеи врзани со политички маркетинг дека нешто може да променат. Она што го видовме вчера е само дека купиле некои скапи елеци што ги брендирале во црвено и излегува да се покажат како некоја војска. Доста е од војски више партиски. Не ти делуваше така на вчера? Вчера ми делуваше како редење на некоја партиска војска. Партиски војски веќе овдека ги баталивме сите партиски војски уште 48-ма. Мене не ми делуваше искрено да бидам како ти делуваше партиска војска. Мене ова ми делуваше како маскенбал у градинка. Значи, војска е озбилна работа, па макар било и партиска. А извини, ама кога го гледам Ковачевски, чекај, што му пишува на Елеков, се извинувам? Тоа рамо до рамо. Рамо до рамо до победа. Кој му текнало рамо до победа. Значи, до победата и по неја. А не сум многу скапи елеци, ги гледам. Ништо посебно. Мислам дека немаат ни јака човече. Овие се за со кошули уствари праени елеци. Исто гледам почнали марами црвени да носат жениве, со доле тоа петокракава, значи ја враќаат во оптек СДСМ петокракава, само сега е жута со црвена роза во бокс на црвена позадина. Значи ова е некакво ребрендирање на СДСМ. Црвени ќе биде сега? Па немаш, види. Поима немам. Пази. Па добро, они се одамна више црвени. Плавата е тргна. Како беше она, кога хотелот не ти функционира, не ги менува чаршафите? Кога борделот е. Добро, да се... Да. На утро е. Добро. Па добро, ај со среќа нека име. А чекај, што значи ова сега? Ке идат со граѓани нешто? Како? Поема не. Пошто мене ми најавија, јас борев со луѓе од СДСМ што ги има, то вика, ова ќе биде многу јако, вика. Ова ќе ги смени, вика, работиве, ќе ги преврти, вика, наопак. Од тие, вика, 10% што не води ВМРО, ние, вика, ќе го водиме после ова 10%. И кога стана? Утоп. Шо знам, мене ми е... сега ги гледам сликиве тука, пред 9 сати, ама ќе се спуштале бе низ народот, тоа добра работа, шо? На Миле Зечевич малце малмо Елеков не може да го закопче. Сега баш тоа гледам.
Па добро. Он е раскопчен. А може па и стил е тоа малце каубојски, Да, знаеш. може и сите биле во изброј скроени. Не, види, Лјупчо. Миле Зечевич е раскопчен. Ајде, ова е. Која веќе гледа, не има уште еден дечко тук кој е на младиве што име председател. Име раскопчен исто. Тоа на битики не му стои елек, морам да кажам. Нек си го врати сакото, Боро му ги шие, топ му ги прави. Нема потреба од сако. Исто и Сања Лукаревска ја гледам и она облеко. Тука се сите. Лјупчо Николовски ми заслабно. Почињам да се секирам за детево. Типа многу голема анализа за еден обичен маркетиншки трик. Не, маркетиншки трик е позитивна работа, тоа е нешто што функционира. Не е така. Нова ти се смеат. Најголемиот број од маркетиншки трикови не функционираат. Зашто во суштина знаеш битен е производот. Ако имаш добар производ, не ти ни треба маркетинг. Ако имаш лош производ, џабе ти е маркетингот. Знаеш кои се најголеми фрлени пари во маркетингот светски на глупост? Не знам кој од големиве агенции, овие PR маркетинг, доби пари. Филип Морис, кога во Америка беше на врвото на компанијата против пушење и така натаму, и тие одлучија да направат нешто околу тоа. И таа агенцијата им смисли $1,000,000,000 платија кампања да се прекрстат во Алтрија. Зашто? Појма нема. И да се ребрендираат, не знам, визуелно вака така, го направија тоа. И што се заклучи? Се заклучи дека немаше никаква промена, дури напротив се влошија работите, затоа што како год ти да го вртиш, да се менуваш, не можеш да го смениш фактов дека продаваш отров, канцероген. Не, добро, сега имаше во цигарите, да речеме, во тој маркетиншки сектор, топ што излеговме од ова, мислам, вие се смешни. Не, доста ги коментиравме. Има и обратен пример таму. Кој? Таму е со Лаки Страйк и Едвард Бернајс. Едвард Бернајс и Едвард Бернајс е малце, знаеш, една реклама, демек он ја направил таа интервенцијата што беше нели ти текст. За која? За Централна Америка, нема врската. Не, знаеш кај со него овако. Него го ангажираат Филип Морис. Што ова е на времето, добро. На времето. И сега имало, викаат, знаеш, компетиција да се надпреваруваме. Вика, ни требаат поише, да продаваме поише, вика. Но вика, нема потреба, вика, да се надпреварувате со другиве. Треба се што треба, вика, пазарот да се дуплира. И сега како е? Сега ова е негде 20-30 во Америка, каде што не било атрактивно помеѓу жениве да пушат цигари. Добро. Вика, добро, па вика, треба да смениме навика, треба да покажеме дека е атрактивно кај жениве да пушат цигари. И ангажираат холивудски актерки, се плаќаат медиуми, прават кампањи нели со жени како пушат цигари и по одредено време се изедначува помалку или повеќе процентот на пушачи жени со пушачи мажи, а со самото тоа 100% се зголемува нели пазарот. Да, ама добро, ја па мислам дека и тој без случило и без кампања и без ништо. Знаеш зашто? Затоа што тоа се годините кога во Америка, посебно после Втората светска војна, доаѓа до... Не, ова е пред Втора светска војна. Ова е пред. Ова е пред. И да, се согласувам, тоа се моментите кога веќе рамноправност на жени се, но он го користи моментот да го забрза процесот. Знаеш, друго е кога ќе видиш ти на билборд како позната глумица која те е идол држи цигара во раце. Во весниците на насловни страни у Нью Йорк Таймс закупувале реклами со жени 5 глумици као пушат цигари, седат и такви некои во тоа време. Но, пак ќе кажам, тоа биле некои други времења. Паче со елек, баш некоја инспирација. Види, ништо чудно е дека некој да вие пиар куќите што се околу него. Ова му го продале како невиден проект кој што ќе направи невидена промена. Не така ми рекоа. Види, ако е тоа, еве да речеме, века ги дроби, века го Маро. Тука како Пеџа, да му честитаме, значи стварно има талент да
Стварно има талент за таа работа. Во смисол да... А како беше old school зборот за елек? Джамаданче? Джамаданче. Джамаданче. Црвени джамаданче. Значи, црвени джамаданче. Знаеш, ние постојано ги смеваме ВМРО кој ќе се облечат, некој нивни функционер кој ќе се облече у комицко, знаеш, мене тоа ми е така малку смешно, ама овие со елециве модерниве исто. А еве ќе видиме, може па стварно ќе свртат работа. Со елеците. Едно од суштиниве е дека они сега ќе се спуштеле низ народот. Со народот да бидат. Да бе. И ќе оделе сега по населби со луѓе че се сречавале. И тоа ќе ги доближеле до народот, или да го цитираме големиот некогаш Драган Павлович Златарс, кој кажа, се сеќавам, кој одеа Бранко работно лето кој имаше, викаше, до сега викаве лажеа само на телевизија, сега ќе ве лажат и по куки. Сега по куки. И по куки ќе ве лажат. Се сеќавам на тоа и сега очигледно морам да го цитирам, знаеш. Тоа е талент за видиш тоа. Значи морам да го цитирам Лаки. Ако зборуваме за политички маркетинг и пиар, тоа е тоа. Видиш? Да, сега. Тоа е тоа. Да. Ама не. Уште не можам да ги сватаме леци, стварно. Има нешто слично со шушкавци црвени социјалдемократите во Босна и Херцеговина, ама многу изгубеа кој ги извадија шушкавците. Така што мислам дека не, ова гарант е некаде некој на запад му текнала некоја ваква работа и веројатно ги добил изборите не заради види, тоа е проблемот. Знаеш, едно време ти текнува ВМРО кога се офарба протоколово. Да. Тоа беше нели Ангела Меркел кога го направи ЦДУ протоколово. Да. И некој вика дека тоа запалило и ради тоа ВМРО дошло на власт. Види се, ниту ЦДУ дојде ради протоколовата боја на власт, ниту ВМРО дојде ради протоколовата боја на власт. Мислам, туку ВМРО дојде на власт поради Пучко. Исто кој сега што ќе дојде поради Ковачевски Заев. Тоа е тоа. Значи да немаме никакви сомнежи за што станува збор. Но види, ова ретко се отвара како тема во медиумите, затоа што обично има една сврзна клика на релација маркетинг компании и новинари, особено затоа што и ние мора да живееме од нешто. Да. Но еве јас ќе соберам храброст и би сакал да разговараме, еве, инспирирани од елециве за улогата на пренадуената улога на политичкиот маркетинг во Македонија. Не зборуваме, види. Значи не, ама тоа е индустрија која навистина заработува многу. Стварно мислиш така? Искористувајќи ја глупоста на политичарите. Не е само глупост, туку има малце она како ти кажам, понекогаш постои, знаеш, ке политиката желба да се направи нешто по секоја цена, така? И сега си мисла дека кој знае што прават, знаеш. А еве за да им покажам на СДСМ само дека сум бољи од сите нивни маркетинг стратези, ќе предизвикам поголемо внимание со прегледи на ова видео кое подоцна ќе биде на YouTube. Ставете subscribe на нашето видео, затоа што ќе ставиме наслов Пеколниот елек на Димитар Ковачевски. Можеме и некој друго да употребуваме, знаеш, нека доста е со Пеколов. Овако, можеме и рајски елек да го ставиме, но не, да, ти благодарам, еве ќе дискутираме. Вака од прилика се крие СДСМ маркетинг стратегија, па еве се ние моделот. Работата е што мисла дека нешто многу направиле со тоа што црвени елек си облекле. Се облекле црвени елек, ние ќе забораваме дека не владеат со земјава, дека се неспособни. Карта груби владеат со земја. И дека крадат. Како да го наречеме? Да, Пеколниот е веќе потрошен, барем во нашиот емисиски концепт. Треба да најдеме друго име за елеков. Пресвртниот елек.
Не, ќе најдеме, ама во секој случај пак ќе кажам дека Жешкиот елек. Добро, губиме многу време на Жестокиот елек. губиме многу време на глупости, мислам, нека се. Вчера во Скопје, сакаш озбилно да збориме? Да. Ајде да збориме озбилно ово утро, почитувани слушатели, бидете внимателни, сега сме озбилни. Вчера Пленковиќ беше во Скопје. Оствари низа средби, се види со Ковачевски, беше во владата, се види со лидерот на опозицијата Мицкоски. Испрати порака за поддршка во европските интеграции на Македонија, но побара и хрватите да бидат дел од македонскиот устав. Добро. Тоа е Легитимно барање. Ама кога го упати тоа барање? Кога? По средбата со хрватската заедница, каде што Да. приличи. Да. А не како вчера што правеше овој Милков, нели, министр за надворешни работи на Бугарија, кој што вика Бугарија да била дел од процесот на уставни измени во Македонија. Мислам ова. Да, тоа е. Ќе го продискутираме. Не, Милков. меѓутоа види, еве да кажем, меѓу Да, Македонија например- и Хрватска, меѓу Македонија и Хрватска нема ниту едно отворено прашање. И не само тоа, Ниту едно, и не само да. македонците се дел од хрватскиот устав. Точно. Иако многу малку македонци живеат во Република Меѓутоа, Хрватска. независно, и не се малку, како што не се малцени хрвати И кои што живеат тука. и најистакнат представник на македонците во Хрватска, за жал е Љубе Бошковски, но Не, има и да види. Загреб и во првата и во втората Југославија било место каде што македонците оделе на И- на студии. Понатаму функционирањето на поранешна Југославија овозможило голем број на македонци да заминат таму. има мешани бракови. бракови и овде и таму. Има хрватска заедница И во сега Македонија. главно македонците таму се интегрирани. Често дури и се чувствуваат хрвати по национално, иако имаат македонско етничко поттекло, како што и хрватите тука. Толку се интегрирани што Да. голем дел од нив го заборавија и зборот за аеродром, за авион, за хеликоптер. Добро, ама во секој случај, значи, како сите односи меѓу Македонија и бившите републики на Социјалистичка федеративна република Односите на Македонија и односите се Хрватска извънредни, да. диктираат дека хрватската етничка заедница заслужува и треба да стане дел од македонскиот устав. Како да кажем, ама еве, ајде идеме и другото, еве и да не стане што нешто ќе се случи во односите меѓу нас и Хрватска. тоа е едно почитување Добро, и прашувам, еве, взаемно еве и да не стане. уживување. Еве и да не стане. Мислам дека нема да биде ништо, Хрватска нема да не блокира дефинитивно, затоа што нема комплекс од тоа, но пак ќе кажам, треба Или да е, влезат. ај по-конкретно, дали хрватите се чувствуваат во Македонија дискриминирани? Мислам дека не. Не бе мислиш дека не, дека видевме на крајот на криштата. И не само тоа види, например, еден интересен чин. Например, јас знам не само од моето семејство, туку и многумина други македонци, од почит кон своите хрватски пријатели. Не знам дали си забележал, најчесто за католички Божиќ. Колку е преполна католичката црква, Липчо. Да. И тоа не е со хрвати, македонци кои што имаат хрвати пријатели и така натаму во знак на почит, одат на таа вечерна миса да искажат, нели, еден вид на почитување кон своите пријатели. Така што не само што нема никаква дискриминација, не само што нема никаков проблем, туку обратно. Исто така и во Хрватска функционираат и македонски клубови, и македонски цркви, има црковна заедница, така што не гледам ја не гледам тука никаков потенцијал за проблем. Односите меѓу Македонија и Хрватска се извонредни. Не само тоа, еве гледаме дека хрватските политичари секојаш кај нас се добре дојдени. Нашите се добре дојдени таму. Имаме и премиерот Пленковиќ, председателот Милановиќ па ептен не расположи со онаа негова изјава за името Македонија и тоа да го спомнеме. Во Хрватска дури е поподелена од нас политички, па еве на прашањето на Македонија гледаш дека имаат консензус, исто како и ние на прашањето за хрватски односи со толку сме Хрватска. блиски во Хрватска. Ја имам многу пријатели во Загреб и често порано, сега изминативе години малце помалку од кога се оженив, но претходно често одев во Загреб. И моите пријатели во Загреб
така имаат пред се потекло од Херцеговина во Загреб познати као херцеговци и генерално се луѓе кои така малку по-националистички ориентирани и многу им пречи кирилица. Но не и македонска кирилица. И еднаш седиме и нешто зборат против кирилица и вика, ама тоа не важи за вас. И викаме, како не важи за нас и ние пишеме кирилица? Не, вика, вашата е друга кирилица. Можам да кажам дека во Загреб, во Хрватска, ние секогаш имаме пријатели, секогаш имаме рамноправни пријатели, никогаш не гледале подценувачки на нас. Дури вчера Пленковиќ беше доследен и кажа дека дека Македонија пред Хрватска ги подпишала тие документи со ЕУ за интеграција и така натаму, дека била понапред од Хрватска. Навистина му е жал што сега се наоѓаме во оваа ситуација поради тоа што сме блокирани и така натаму. Значи, сакам да ти кажам дека после се ова, да, хрватите во Македонија заслужуваат да бидат дел од уставот заедно со останатите заедници. Тука се и црногорците, тука се и евреите, само не знам сега пошто нема они зашто се... како сега етничка заедница се евреите. Па тоа е разликата, дел од нив сакаат да бидат и како етничка заедница. Кои? Има. Ја не сум сретно. Океј. Ја не сум сретно. И во некои од светските устави се наведени вака и така. Во нашиот устав ги пишува како религиска група. Па се религиска група што е? Добро се. Имаат и етнички веќе. Тоа е религија која еволуира и кон етникум. Како се? Не може. Евреин е религиска одредница, не е национално. Национално израелец. Ама не евреин. Добро да е ви израелци. Ама нема. Има како. Кој се чувствува кој израелец во Македонија? Има професорка на психологија, една од најдобрите во Македонија, Ана Фрицкан, е израелка и македонка во историја. Добро, ама се чувствува како израелка? Па, веројатно да. Не знам. Ја зборам од моите пријатели, ја не сум сретнал до сега ниту еден од нив да се изјаснува како израелец. Ме праша египјаните и египјаните треба да влезат во уставот. Немаме ништо против египјаните. Дури ако треба у преамбулата ќе ги дадеме и тие Амон Раде. Ова е безпредметна расправа. Сите треба на криштата никој не се чувства од нив дискриминирано. Во однос на бугарите, ја немам ништо против, се додека, но кога ќе видиме реципроцитет... Има и... Не е тоа реципроцитетот, има друг посериозен проблем. Тоа е? Тоа е што барањето за влезот на бугарите во устав не е барање за влез на национално малцинство во устав. Треба да се отворат картите. Треба да се зборува отворено. Проблемот не е тоа. И што е бивиц? Проблемот е што преку европската интеграција Бугарија води по втор пат Втората светска војна на територија на Македонија. Тоа е проект за бугаризација на Македонија, проект кој што не го признава АСНОМ и македонската државност и самобитноста на македонскиот народ. Тоа е проблемот. Ова не е автохтоно барање на самоникнато барање на луѓето со бугарско национално самочувство од Македонија. Ова е наметнато барање од Република Бугарија. Како еден чекор кон целосна бугаризација на Македонија, меѓу другото остварувана и преку мешовитата комисија и така натаму. Тоа е проблемот. И вака треба да се зборува. Да, но знаеш каде се зборува. Ама ако влезат бугарите во уставот, како ќе се изврши таа бугаризација кој имаш македонци и бугари како дистинкција? Не е така. Не е така, затоа што во баш противно се прави дистинкција. Не е така. Тоа е аргументот на СДСМ што преш ништо што. Добро, ама мора да го исполемизираме се. Беше погрешен аргументот за хрватскиот устав, нели? Како што видовме, нели? Не го извади од устав хрватскиот устав одеднашка штама. Тотално. Одеднаш штама. Да, и сами дуи, посебно одбија да го комшиева активираше бормашината, одбија да го полемизираат воопшто на лидерска средба. Тој, нели, како се вика, предлог на ВМРО ДПМН, кој беше трик предлог, да се разбереме, но во исто време на сите оние кои работејки, одработувајќи на СДСМ, не убедуваат дека ВМРО ДПМН ќе издаде. Видовме дека ВМРО ДПМН одби да учествува. Па има пар портали кои, нели, се представуваат себе си како десничарски политички партии што никнуваат од овде, од онде и така натаму. Видовме дека ВМРО ДПМН вчера
одби воопшто да учествува во не одби работните они групи. одамна. Но вчера нели Не, почна? види, начинот на... Јас разбирам зошто е, затоа што, знаеш, дојде нагло за време на посетата на Мицкоски, каде беше, не знам, Демир Капи, или не знам, не е битно. Деме, што е сега ова? Нели, до сега има конзистентна позиција, зашто ја менуваат. Меѓутоа се виде дека тоа е наменски. Односно дека беше извадена на чистина плиткоста на аргументите на власта, посебно на СДСМ и на ДОИ. Значи со овој шаховски, како се вика тоа, Дамин Гамбитлик, не знам кој потек, не е битно. Едноставно беше кажано дека другата страна посегнува кон промена на устав, највисок правен акт во државата, без аргументи. Со онакви кафеански аргументи. Ајде, сега немаме што да правиме, ќе менуваме устав. Условно кажано и употреба примери кои што се неприменливи во наш контекст. Сега доаѓаме до реалното. Инаку не е точно. Значи, проблемот е што во бугарскиот светоглед луѓето во Македонија кои што имаат бугарско етничко самочувство се авангарда, разбудена авангарда на бугарскиот народ во Македонија, кој што ги вклучува и македонците, кои што допрва треба да се разбудат. А ние сме успани, значи, Да. успани бугари. Неразбудени сме само. Неразбудени, добро. Види, Ивица, генерално Исто така, се например, потврди, исто таму, така и околу јазикот. Зошто се спори јазикот? Не, зошто се спори се јазикот? се потврди една многу интересна теза, а тоа е дека, знаеш, генерално јасно е дека ВМРО ДПМН нема да издаде за оваа работа и паднаа во вода сите оние обвинувања на еден или друг сателит на СДСМ маскиран како десничар или како опозиција во Македонија. Сите тие маски паднаа и ќе паднат доправа. И мислам дека ова ќе му даде и предност на изборите на ВМРО ДПМН, затоа што очекувањата дека ќе разочарат нема да се исполнат и тоа ќе им даде одреден ветар во грб. Она што исто така мене ме зачудува е дека се уште СДСМ не се откажува од проектот промена на устав и се уште верува дека може тоа да се случи, може да дое некоја вонземна сила и да ги намести работите како што тие сакаат. Мене тоа не ми е јасно. Наместо да размислуваат за денот потоа... Види се случи така една работа со Преспанскиот договор. Да, ама тогаш беше друго, таму имаше уценети луѓе. Исто беше. Не беше. А мислиш на тоа? Не, ама генерално они рачунаат на истото. Ама сега не може да се случи, тоа е разликата. Сега ти немаш таму луѓе на кои им зависи од кривичните пријави твои, немаш таму процеси... Да, јас, значи, во секој случај, да видиме, не би рекол, ја би рекол дека е исто, меѓутоа, пази, како што во иста река два пати не се влегува, така не може историјата да се повтори. И во иста ногавица две нозе не се става. Да, така што ја не гледам, се што е опозиција во Македонија, не гледам дека било кој моментов ќе Ивица, одиме со кратка пауза за реклами, веќе пола саат помина. Одиме со кратка пауза за реклами. Ако не слушате во живо на радио или на Facebook, останете со нас. Ако не слушате на Facebook, на YouTube, отпосле само ке си прескокне ова, останете со нас, затоа што по рекламите јас и Ивица ке полемизираме на тема дали треба да се врати споменикот на Ќосето. 2023 година, април, се уште Ќосето е тема во Македонија. Не е тема, Ќосето е дел од националниот пантеон од времето на револуционерната борба. Па што знам ја нешто. Сум учел основно историја. Усредно на надпревар сум бил по историја. Сум бил така убаво, генерално окей, ја познавам македонската историја, сум ги читал сите оние книги на Тодор Чепреганов за современата историја на Македонија. На факултет 10 сум имал историја, поздрав до Иванка Василевска и до Мелина Гризо. Никогаш ме не сум учил за Ќосето како некој многу битен лик во македонската историја.
Битен ли ке Ќосето од македонската историја, дел од најславната приказна на поврзана со Гоце Делчев. Така што мене ми се допадна тоа што го тоа што го, како се вика, Што го рехабилитира Ќосето, не го рехабилитира, што го направи славен. не бе славен си бил он подсекогаш во македонската историја. Меѓутоа друго е Кога бе бил славен Ќосето? Жити се, значи, дај сега некои измислици, некои историски како да ги наречам, митови се создаваат кои никогаш се знае кој во македонската историја што бил, кои биле клучните фигури во македонската историја, и Ќосето никогаш не бил еден од нив. Не е така. Бил еден најобичен извршител кој работел за македонската револуционерна мала работа ли е тоа? организација, меѓу другото си Мала губил работа ли и е тоа? собствениот брат. Добро, мала работа ли е тоа? Што? Мала работа ли е тоа што бил Добро, буквално револуционерната острица на Гоце Делчев? Значи не бил револуционерната острана на Гоце Делчев. Како не бил? Не бил. Не бил. Во секоја историја, секој народ си ги почитува луѓето кои што кога биле под робство излегле на црта. Еден од нив е и Ќосето. Секоја И што си го утепал брат му меѓу време, па после имал и Јас види сега како контроверзен дел од собствените. Како ти кажам, кога зборуваш за таа работа, значи Да, он е баш класичен пример овакво што е за македонското, за братоубиственото. се види зборуваш со Чуков внук на еден од извршителите. Бил На Атана со Сопишта, така што како ти кажам. бил пајтонаджија на Христо Татарчев, кој исто така една контроверзна фигура во македонската историја. Не знам бе кога сега. Како бил бе Татарчев, како е контроверзен лик, основач ВМРО? Добро, види после како го шетале бугарите од село до село. И што зборувал. Зборуваш со еден внук на еден од извршителите. Чукун внук, директор на Атанас од Сопишта. Исто така и како и Ќосето, и Чукун дедо ми бил со крвави раце, меѓутоа за каузата. И ја не гледам дека било што сгрешил, напротив. Се борел за една организација, што се борела за мојата национална и социјална слобода, се борел за неговиот Чукун внук и сите негови Чукун внуци да може денеска да имаат еден цивилизиран живот во Македонија. Така што тие луѓе се за да ги кренеме. Вика, што за мене ми е читам ова на како се викаше на Лазо Колишевски писмото што му го пишал. Еден цитат ќе ти дадам. Јас како воен другар на Гоце Делчев и Јане Сандански го поздравувам вашиот историски говор на вториот конгрес на Народниот фронт во кој што ние гледаме надеж дека наскоро ќе се исполнат идеалите на нашиот македонски народ. И се исполнија. Не е единствен, знаеш кој друг? Не е така. Знаеш кој друг му пишува исто на кој друг им честите на цуцулите, што кој бе? Григор Милчин. Добро, тоа Владе нешто објаснуваше околу таа работа. Ма не е тоа мала работа. Григор Милчин знаеш кој е? Да, бе, Ванчо Михайловист. Добро, меѓутоа и ВМРО-ец. И борец за македонска слобода. Ванчо И Михайловист. знаеш што вели пред да умре. Дека вие социјалистите ја направивте Македонија, нека вие со среќа. Не дека ние со среќа, нека ние со среќа. Во прво лице множина било кажано. Види сега. Така што види. Сепак, на пример, срамота за Македонија Шо? е да има во оваа земја споменик од Андон Ќосето. Зошто е срамота? Да нема кој бил нешто активен таму, правел. Добро. Никогаш не бил на раководна позиција во никоја од Без разлика. значи никогаш. Без разлика. Никогаш не бил дело е неспорно. Никогаш не бил
нарочито битен, а да нема, да речеме, споменик на истакнато место од еден Лазар Колишевски, кој има бе на площадот Лазар Колишевски. Има бе Лазар Колишевски, има споменик на площадот во Свети Николе, кај што е роден. Во Свети Николе. Таму е роден, да. Да, но како за основоположник на современата македонска држава, од Лазар Колишевски. Значи, не, тој е еден од основоположниците, не е единствен. Има најважната улога. Не, има многумина што имаат важна улога, он има една од најважните, согласувам со тебе, не само тој, туку и неговиот, условно кажано, противник, Крсте Црвенковски. Крсте Црвенковски нема свој споменик. Крсте Црвенковски е малце подоцна, без разлика, станува фактор. Не, без разлика. Во делот на формирање на македонска држава, Лазар Колишевски има неверојатно голема улога. И неправедно е запоставено од нашата историја, која што од кој све не таму ставија статуетки, не ставија статуа од Лазар Колишевски, човек кој без кого, значи, оваа држава веројатно многу тешко дека нешто ќе заличало на држава во тие комунистички држави. Да не забегуваме. Јас сум човек кој многу истражувал за него и едно од најголемата неправда е тоа што кој што стигна, што прочитал два реда некакви за историја, пишува за Лазар Колишевски вака или онака. Во секој случај, Андон Ќосето е никој ништо во македонската историја. И ова негово истакнување на пиедесталот мене ми пречи. Не е така. А особено што прво не е така. Кога ќе видам па вчера таа полемиката што ја имаа СДСМ и Левица, во која што па аргументот на Левица е дека он бил дел од левото крило на организацијата. Нешто што, почитувани слушатели, верувајте, во контекстот во кој Левица размислува никогаш нигде не постоело. Значи, Што не постоело? Какво е тоа лево крило на организацијата? Идеолошки што бил Гоце Делчев? Револуционер за ослободување на Македонија. Не идеолошки. Немало идеологија. Како не? Идеологијата му била Македонија. Не е така. Не е така. Во книгите, во романите на Димитар Талев е социјалист. Ама во романите. Не е така. Во романите што ги учевме ние. Не е така. Во ниту едно негово писмо, во ниту еден негов официјален документ нигде не стои дека Гоце Делчев бил левичар. Не е така. Гоце Делчев е левичар во творештвото на Комунистичката партија на Македонија. Зошто е казнет во воената школа? Во која воена школа? Во Солун или во Белград? Не, во Софија. Во Софија зошто е казнет? Зашто читал анархистичка и социјалистичка литература. Добре, тоа што читал анархистичка и социјалистичка литература него. Ама тоа не го прави да биде левич. Значи никогаш не е така. Ниту класна, прво Гоце Делчев доаѓа од буржуазија, од богата фамилија. Немој буржуазија сега. Кај не е буржуазија во Македонија тогаш? Во Кукуш. Каква нека? Па татко му на Гоце Делчев бил... буржуазија доаѓа Татарчев. Не доаѓа од буржуазија Гоце Делчев. Молим. Гоце Делчев доаѓа од богата фамилија, неговиот татко Никола бил прилично... Индустријалец да не бил случајно. Не бил индустријалец, бил кафанџија. Добра, ама Значи, бил Филип Уранија. Не, значи види се, како ти кажам. Почитувани гледачи слушатели, јас се оградувам најостро од ова изјава затоа што Гоце Делчев никогаш во својот живот не членува во организација која што некој зло му направила на македонскиот народ, за разлика од Филип Уранија кој што членува во организација која што 2017 година сите зла му ги донесе на војна. Добро се, тоа е така, но во однос на Гоце Делчев доаѓа од граѓанскиот слој, од граѓанска фамилија од Кукуш. Гоце Делчев никогаш во ниту една ниту официјална кореспонденција, ниту неофицијална кореспонденција како писма, во ниту едно негово излагање, во ниту еден записник во кој се споменува неговото име, Гоце Делчев ниту споменува социјализам, ниту споменува левица. Гоце Делчев споменува социјализам и левица во романите, во литературата и во измислените приказни кои се шират
подоцна со цел да се даде одредена димензија левичарска или десничарска на македонската револуционерна организација. Гоце Делчев никогаш не бил социјалист, Гоце Делчев никогаш не бил комунист и Гоце Делчев никогаш немал. Па како можел да биде комунист кога 1903 починал се? Ај сега да бидем Па искрени. имало комунизам и од Како имало 1903. кој комунизам 1903? Париската комуна кога настана? Кога настанува комунизмот, ајде се. Париска комуна кога ќе настана? Чекај, кога настанува комунизмот? Кој комунизам? Со Карл Маркс? Не, кога настанува комунизмот, ајде. Еве ти, манифест на комунистичката партија. Еве Ај ти. се, не. Како можел да биде комунист? Па можел бе. Кога постојат комунисти? Ајде да те прашам. Еве ти, манифестот на комунистичката партија е објавено на 21 февруари 1848 година. Добро. Значи Гоце Делчев не бил ни роден од кога постоеле комунисти. Не е точно. А од кога постојат комунисти? Ајде. Кој Ова е? е прашање за паѓање по историја. Абе, кој е паѓање? Еве ти кажем, манифест на комунистичка партија е објавен на 21 февруари 1848 година. Книга што ја 10 пати ја прочитам минимум во животот. Кога постојат комунисти, Липчо? Еве, кој е комунист партија, еве. Ајде. Ајде. Многу ми се First допаѓа вака, еве. Ајде ке видиш. Party ever found. Чекај, не знаеш ова? Еве сега ќе видиме. Кој е контекстот на настанување на комунистите? Ајде. Ти за болшевиците збориш. Па кој други? Па ја ти зборам за комунистичкото движење на запад. Париска комуна. Не, Париската комуна е дел од левичарското социјалистичко движење, заедно биле. Еве ти Парис комуна. Не, ајде види кога е првата комунистичка партија. Париска комуна ти е 1871 година. Кога е основана првата комунистичка партија? Па немам, болшевиците се Кога? 917, но тоа се болшевиците во Русија, зборуваме за овие на запад. Не, види на запад. Право на запад. Не е точно. Право на запад комунизмот се јавува. Ама не е точно. Кај се Не е јавува бе? точно. Расцепот. И прва не е 1917 година, предходно е. Добро. Расцепот помеѓу болшевици и меншевици кога е најдиго? Ама тоа е друг. Ама сега немој партија. руската историја како светска историја да Па не ја светска продаваш. историја. Не е светска историја сега. Затоа што Значи- прва комунистичка партија е таа. Не. Комунизмот потекнува од Маркс и Енгелс. Те молам се. Не потекнува комунизмот од Русија. Комунизмот потекнува од Ајте молам се. Маркс и Енгелс. Комунисти како движење се знае од кога постојат. Од кога постојат? Од расцепот во Руската социјалдемократска партија на две фракции. Меншевичка и болшевичка. Од тогаш постојат комунисти. И тоа е првата комунистичка партија. А која е комунистичката партија Маркс и Енгелс у манифестот? Тука го имам што е споменува. Точно, меѓутоа тие сакаат работничкото движење да го преобрзат на свој начин. Они никогаш не биле активни никогаш не формирале партија. Па добро де, но идеалот комунистички постоел. Капиталот бил објавен како книга. Тоа се дел од идеолошките расправи на левицата. Општата левица, како тоа? Добро де, и бил дел. Интернационална. Добро, никогаш не бил дел од општата левица, Гоце Делчев. Во ниту еден документ, нигде. Освен во литературата, каде што као измислен лик он нешто зборува за работници, за левица, за оваа зона. А особено што у феудална држава каква што била Македонија тогаш. Не, веќе. Не можеш да кажеш дека е феудална, затоа што веќе почнува развојот, значи веќе од 19-тиот век, кога и во Западна Европа и во Отоманската империја почнува развојот на новите пазарни односи, почнува развој на мануфактура, почнува се градат железници, леве сега ти кажа колку години ли беше од првата железница во Македонија која што е направена. Кога е направена таа железница? Да. Значи, па сега но Хаскало има едно мало заостанување. Значи, и ако види, еве ја спомна Русија, во однос на Русија знаеш дека ни во однос на Русија и во однос на многу други земји, Македонија и во Отоманската империја крепосништво да се укинува со Гилханскиот шериф. Русија дури подоцна го укинува кметството. И други земји во Европа дури подоцна го укинуваат кметството. Што ќе рече дека знаеш има развој на односите и развој на капитализмот. Но како ти кажам сега. Инаку види еден аргумент да те прашам, дали рече дека затоа што потекнал од граѓанско семејство не можел да биде левичар, така? И Маркс и Енгелс од граѓански семејство, добро. Еве Енгелс, од богато семејство, да. Од многу богато семејство.
Па Ленин така. Не е така. Ако овој го направи граѓанска класа, тогаш Ленин треба да го направиш богата класа, така. Така што не бил нешто правник, бил Ленин. Така, окей, фамилија. Сталин, да речеме, бил сиротиња тешка. Тешка не, ама добро. Да, многу голема сиротиња, татко му го оставил, малце така. Трагична судбина што после русите малце комплексот си го изедоа на себе. Еве основачот на анархизмот Кропоткин. Исто кнез фамилија. Исто така, да. То они се ројалти фамилии веќе. Дел се и од благороднички семејства на руската монархија. Не знам како сместиме Толстој, овакво. Во некој филозофски христијански социјализам. Сепак, значи, факти дека Гоце Делчев нешто се замарал со тие работи се освен во литература, пак ќе кажам, го нема ник, така што тој муавет на левица дека Гоце Делчев бил дело некакво лево крило, исто тоа да знаете тие поделби на лево десно крило во организацијата кои ние ги учевме по историја баш и не постоеле во... И една друга работа, националните движења во 19 век во Европа се либерални. Да. Во крајот на 19 век и почетокот на 20 век какви се националните движења најчесто? Левичарски. Па се. Ирај, да речеме левичарска организација. Сега, денес, ама зборам и тогаш. И тогаш Джеймс Комни бил социјалист. Зошто се левичарски, кажи ми? Зошто се левичарски? Затоа што народот... Затоа што се масовни. Затоа што се масовни. Но, тука има друга димензија кај историското ВМРО. Историското ВМРО има еден малце недефиниран идеолошки статус од една единствена причина што тоа била организација во која што членувале секакви. Имало кетшоу, како викаат. Кетшоу, сеопфатна била и не може да ја дадеме на историското ВМРО, нели на историското ВМРО не може да му дадеме идеолошка димензија, ниту пак можеме да му дадеме идеолошка димензија на Гоце Делчев, значи тоа е објективно. И се каде рече дека биде споменикот на Кјосето, да знам. Можеш свеќе да идеш да му запалиш. Не само тоа бе, на Парастас. Кај ќе биде? Во како се викаше? Во Лисиче, мислам. Во Лисиче? Да. Во аеродром. Да. Добро, ќе ни дојде ли градоначалникот на аеродром, ќе зборуваме со него меѓу другото и за таа тема, овако. Не знам, тоа може да биде едно господин Муцунски така граѓански лик, него некако да го ставам у кош со Кјосето ми е малце. Што знам како ќе постоело нашето денесно граѓанство без ликови како Кјосето? Па ќе постоело. Ќе постоело. Крвта не е никогаш основа за... Како не е револуционерно движење, види, како ти го рекол со Джилас, значи постојат праведни и неправедни цели. Сега убица да славам тука, значи убица да славам тука обичен. Овие ние зошто ги славиме и Гоце Делчев и Јане Сандерски и сите. Зошто го славиме, го слават американци? Затоа што кажи ми. Па не бил убица во како не бил? Ама сега види. Зошто го слават Абрахам Линколн? Освен револуционерното. Караџорџе, зошто го слават србите? Тоа што ги ослободил од Австро-Унгарија. Рече нешто брат убивање, така спомнато, така. Ама тука е сега друга форма. Значи не може да неблагодарно е историски ликови кои ставиле печат со својата мисла, со своето делување. Значи Ататурк. Значи е добар пример. Историски фигури кои со своето давал бе, да, тоа му било работа, но историски фигури кои го креирале времето во кое живееле, кои ги креирале процесите, кои ги креирале политиките, кои ги креирале мислата, кои биле авангарда во времето во кое живееле, како Гоце Делчев, како Джеймс Комни го спомнавме од Ирска, како Кемал Мустафа Ататурк, како Абрахам Линколн, како Џорџ Вашингтон, како Караџорџе Петрович, ако сакаш, еве. Историски фигури од тој калибар, да ги споредуваш со обичен уличен крвник кој колел луѓе по нечија наредба е неблагодарно кон тие фигури. Тој не бил криминалец. Кјосето немал никаква, од него не останала никаква историска мисла, ништо нешто организирал, ниту нешто правел, ниту бил авангарда на македонскиот народ.
Кјосето бил обичен убица, извршител, ќе му каже ти иди утепај го Ивица, он иде го утепуе. Тоа бил. Кажи ми, од кого имаш постер ке тебе у канцеларија? Од кого имам постер ке мене во канцеларија? Не, кажи го името и презимето на човекот од кој што имаш постер. Од Франц Фердинанд имам постер. Не. Од кого точно? Кој е во центарот на тој постер во твојата канцеларија, кажи? Гаврило Принцип. Како рече обичен убиец, а? Па да, Гаврило Принцип е обичен убиец. Не, обичен убиец, така? Да. И тие не треба историјата да ги слави. Не треба. Ја Гаврило Принцип не го славам, не. Зашто е ке Јас славам нешто што славиш? Јас славам нешто друго. И не славам уопште. Јас тој просто прво тоа не е постер, туку е насловна страница на весник, Антиквитет, значи, од кој говори за почетокот на Првата светска војна. И ги има на тој постер, го има насликано убиството на Франц Фердинанд како почеток на Првата светска војна. И тоа ја не славам ништо, јас само чинот. Значи за тебе лош лик е Гаврило Принцип, така во историјата? Па, колку милиони жртви имало после Прва светска војна? Па ја не знам, значи ти си прв човек што негативен лик става во канцеларија на постер. Па не го ставам ја Гаврило, целиот комплот на историскиот настан го ставам, не го ставам Гаврило Принцип, гајле ми е мене за Гаврило Принцип, за Владо Шоферот, за Кјосето или за сите тие. Нема врска тоа. Значи, историската порака е тоа што е ставена кај мене над зид. Историската порака за почетокот на војната од еден како еден чин може да како еден потек може да предизвика нешто. Кјосето не направил таков потек. Он убивал македонски револуционери. Генерално по нарачка на овој на Гоце Делчев. Па прво на Гоце, после на Даме. Гоце Делчев не живеел милион години. Без разлика, значи... После друг некој му дал наредба. Револуционерното дело на Гоце Делчев е невозможно и на Даме Груев без Кјосето, ако не бил Кјосето такви крвници колку сакаш. Не е се најдеш. Не е така. Не знам, тоа е да го славите Кјосето од денешна перспектива е исто од денешна перспектива да го славиш Кјосето е исто како да го славиш Агим Красничи. Гаврило Принцип. Агим Красничи. Гаврило Принцип направил огромен потек и не го направил по нарачка. Го направил како дел од организација. А овој како ги прави? Го заговарал Гаврило Принцип тоа. Овој му се пишуеле писмо иди. А зашо он скини го тој организација? Зашо членува организација? Може ради париот, кај знаеме. Не може денес да влезеш во исто. Никогаш не бил авангарда, никогаш не бил значајна фигура на македонското револуционерно движење. Затоа дека во една револуционерна борба се поднесуваат жртви, меѓу другото и најголемите жртви, зашто зборува убиството на неговиот брат, и дека на тие безимени ликови почива една револуционерна борба која што на крај произлегува национална и социјална слобода. Ми кажуваат дека јас да живеам во слободна Македонија. Стримот по се изгледа имаме повторно саботажа од македонски. Да, Златев историја не си имал добри оценки, вика Караѓорѓе ги водел во станието против турците, да, се согласувам, се извинувам. Не знае тоа. Океј, ајде, значи само да видиме кај уште еднаш значи во горно листиче ќе го имаме повторно Кјосето, убав символ. Значи македонските предавства се случува во моментот кога ја немаше на јавно место статујата на Кјосето, добро е што се враќа. Ама многу па дале, ако е толку битен, зашо листиче го пракаат, нека го стават. Нека го стават негде. И нека го гледаат тие што ги направија злосторствата, дека неговата статуа беше скриена. Многу добар порака. Шо знам. Јас сум против оваа работа. Јас сум за против оживување на вампирите. Еве за нешто. Не, тоа не е тоа оживување баш на револуционерите. А може и да му облечат на Кјосето црвен елек. Нема. Ја мислам црвен елек за Кјосето. Јас мислам дека има некои статуи на кои што не им личат некои символи, ова не богами. Црвен елек за Кјосето. Ја да предлог нека му сошијат. До sada сам е предлог нека ни донесат со ивица по еден елек, ние ќе ги облечеме во емисија. Ја нема. Зашо беше? Еле си кажа во старт.
Ама нели е јако со црвен елекса да само да го критикуваме? Пак ти кажав, не... Значи, црвените елици нека ги праќаат на друго место, ја нивни работи не облеку. Па, што знам, мене ми е чудно што очекуваат дека ќе направат со овие црвени елици, и се пред крај да видиме Како нешто. се викаше на црногорската песна? Црвен фесич, така беше. Ако е црвено јелече или како ќе да не знам. Да бе, Како ше црвено джамаданче ти го крсти? црвеното джамаданче на Димитар Ковачевски. Инаку, нели фрлија лопата на фабрика за електрични автомобили во Тетово? Уште нема ништо од таа работа. Што видно со тоа стварно? Па ништо, само има дупка ископана за фабриката една. И дупката е камен темелник, нели? Продолжува судењето за пожарот во модуларната болница во Тетово. Ова уште не можам да го разберам, еве, и тоа е тема, гледам на Тајм. Бугарите како сакаат да бидат дел од уставните амандмани и нивното креирање. Тоа се нарекува окупација. Вака. Која друга држава ти креира такви работи. Еве. Луквенец најавува ВОС дека ќе се средал, тој касни со години. Ништо. Македонија е се потажна и потажна. Мило Џукановиќ Ивица поднесе оставка од лидерската позиција во Демократската партија на Црна Гора. Значи готово, Мило отиде во историјата. Комунизмот падна во Црна Гора во 2023 година и така немаме стрим, ако не се лажам, така што подобро да ја затвориме оваа емисија со надеж дека утре ќе имаме добра емисија, Ивица. Утре ќе имаме интересна емисија кај што ќе дискутираме за проблемите во здравството. Се надевам дека денешнава не ви беше досадна, почитувани слушатели. Ако ви беше досадна, не се секирајте, Ивица ќе ве разобличи, ќе ви го пушти ќосето. Гледам дека... Не, ја реков, тоа е само символ. Символ на револуционерната борба на македонскиот народ. Символ. Прекрасен символ. Направив собрекајка, пошто знакот стоп као символ не се гледаше. Ние тие символи што треба да се гледаат по улица, прво да ги задржиме, па после ќе збориме па ќосето помага и во такви работи. Да. Жал ми е што некои луѓе мислат дека ќосето е битен. Тоа е се што можам да кажам. Стварно ми е жал. Добро. Очигледно... Види, штета само што нема да биде на старото место, затоа што беше символ на ефикасна револуционерна правда. Па добро, некои велат и дека бил порака за албанците затоа што гледаше кон Мавровка. Со тоа ножот во рацете. Беше еден од најјезивите статуети ќосето со ножот, заедно со оној, како се викаше, Чакаларов со пиштолот на конјот као каубој, што е католичка. Статуета, мене ми се допаѓа. Мене многу ми се допаѓа, мора да многу нецивилизирано ми делуваат двете, морам да признам. Така. Мене многу ми се допаѓа таа од Чакаларов. Да, со пиштол вперен во некого, знаеш, Ако де, па сега на крајот на криштото. Тоа не е она што... Тоа не е цивилизацијското ниво што јас го имам и не можам да го прифатам тоа цивилизацијско ниво во кое се мафта со ножови, со пиштоли. Немал избор човек, земјата била под робство. Па може да го прикажеме и на друг начин. Исто Гоце Делчев што веројатно не користел баш многу коњ. Што го стаја онде на коњ, исто ми е чудно. Океј, ајде. Не знам јас ништо, вие знаете се. Славете си ги.
Ако мислите дека така ќе направите национална држава, еве гледајте, се повеќе ќе ве понижуваат и Бугари устав ќе ви прават. Јас сум Љупчо Златев, главниот горен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чушевски.